Представници на македонска ера трета, суверенисти во придружба на високи представници, гости од Соединетите Американски држави, вчера вечер остварија средба со граѓани, здруженија, бизнисмени, земјоделци од Куманово, кои што сакаа да се случат вистински промени во Македонија. Нашиот приоритет и основна цел е реорганизација и преструктурирање на Македонија и македонското општество со нов прилагоден функционален систем, кој е наменет за правење добро за сите кои ја сакаат и живеат во неа. На председателот Горан Тасковски, еден од основачите на партијата со централно седиште во Битола и поранешен амбасадор во Турција. Нашата цел е да го разбудиме народот, како што кажав, да го воведиме суверенизмот во Македонија, бидејќи сите гледаме дека светот се менува. Се надевам на подобро, бидејќи ние за тоа се бориме. Претходно светот малку беше однопаку, не толку добар, особено за Македонија, со сите неправди, невистини и работи кои не тргат надолу. Сега со овој новиот суверенистички свет, Македонија има пријатели насекаде, дали се тие од Русија, дали се од Америка, дали се од Кина или од друго место, сите светски суверенисти дават голема поддршка за Македонија. Во кој контекст? Тоа значи за враќање на нашето уставно име, за да бидеме македонци, за нашата историја, за нашиот јазик, за нашата култура, буквално се што е поврзано со Македонија. Дојде време Македонија конечно да биде прва, а не последна како досега. Тоа значи дека и економски и на секој можен начин Македонија мора да биде прва на Балканот. Со нашите суверенистички пријатели, што се и дојдени и денес во Куманово, ќе видиме и во други делови на Македонија, тие ќе потврдат она сето што се случува во светот и она што следува во Македонија. Ние сме добри домаќини, бидејќи нашите суверенистички пријатели дават безрезервна поддршка за тоа што се случува или допрва ќе се случува во Македонија. Процесот е започнат, третата ера е започната. Библиска категорија која предвидува светот да почне да биде таков како што сите сакаме. Тоа значи спроведување на вистината, на правдата и на слободата. Значи таа е третата ера, затоа сме ние македонска ера трета или воведување пред се на слободата на сите македонци, воведување на вистината, значи мора вистината да дојде на површина. И на крајот правдата. Значи Македонија да има правда, сите кои грешеле да одговарат за тоа, а тие кои навистина ја сакат Македонија од срце и од душа, да си ја преземат државата и да воведиме нов систем, да ја реорганизираме, преструктурираме нашата држава од темел, за конечно било која следна влада што ќе дојде на чело на Македонија, да работи за народот, а не народот за владата. Целите на македонска ера трета се вметнати во конкретен акционен план за Македонија, со целосна стратегија за економија, инвестирање, земјоделство, дигитализација, туризам, за цврстување на македонските народни и национални интереси. Посебен акцент е вклучување на македонското иселеништво во третата ера, со конкретни дела и проекти, потенцира Тасковски. План за Македонија, кој предвидува тотално нов систем. Буквално сите области, значи од земјоделие до одбрана, култура, здравство и така натаму. Значи нов начин на кој ќе се раководи нашата држава, нашата татковина. Ние ги бараме најдобрите, значи нас не интересира кој досега бил во која партија или што поддржувал и така натаму. Нас не интересира дали е некој квалитетен или не е квалитетен, дали е добар, дали е лош. Дали е родолюб или е предавник. Значи, доста Македонија се занесуваше и се занимаваше со такви појави. За жал, досега сите влади во Македонија беа раководени од надворешни структури кои не даваја Македонија да се развива. И нашите досегашни власти сите играе по нивни ноти. Ние немаме газди надворешни, немаме никакви газди ни дома. Ние само сакаме да го спроведиме суверенизмот во Македонија, а тоа може да се спроведи доколку го имаме најдобриот кадар што го имаме во Македонија и најдобриот кадар што го имаме надвор од Македонија во иселеништвото.
Ние работиме многу длабоко и темелно и со нашите иселеници од цел свет и можам да кажам сум презадоволен од нивниот одзив и желба да помогнат во ова што се еве да речеме да се официализира вечерва прв пат во Куманово со нашите суверенистички пријатели. Сум роден надвор од Македонија и прв пат дојдов во Македонија на 16 години. Сега имам 55 и ниеднаш не сум заминал од Македонија во тој период, измеѓу период. Знам дека секој млад сака да види како е надвор, сака да вкуси што нуди Западот, што нуди Истокот, што нуди цел свет. Но една работа ќе кажам, значи што е 100% сигурно, дека никаде нема како во нашата држава. Знам дека многу млади бегаат поради неправдите, со вработувањето, со вреднување на тоа што знаат и умеат, образованието што го имаат. Многу заминуваат поради системот, но за да не биде така, бидејќи нема подобро место од Македонија за живење, ние ќе им понудиме на младите да бидат дел, буквално дел од она што започнува во Македонија. Освен во Куманово, во текот на неколкудневната посета на земјава од гостите од САД, средби ќе се реализираат и во Скопје, Битола, Кавадарци, Охрид.